Референдумското изнеснување на 30 септември повторно извади на површина два стари проблеми кои со децении се провлекуваат. Едниот е пописот, а другиот е избирачкиот список. Конкретно за пописот, прашањето го постави наблюдувачот на парламентарното собрание на Советот на Европа Стефан Шенах. Тие велат попис треба да се направи затоа што последниот признат попис беше тој во 2002 година. Следниот се најавува во април 2020 и тој според сегашните информации треба да биде електронски. Разликата е во тоа што попишувачите ќе одат на терен наместо со формулари, тетратки, моливи, пенкала, туку со 5000 лаптопи. Пописот е важна статистичка операција, но за жал во Република Македонија таа статистичка операција добива огромни политички размери. Дали сме кадарни да спроведеме попис според стандардите? Дали во 2020 ќе можеме да го спроведеме оваа статистичка операција? За ова зборувам со моите соговорници Супхија Купи и Дончо Герасимовски. За јавноста и за светот е познато, али кај нас малку и пошироко треба да се информира, дека постојат така речено меѓународни препораки за спроведување на попис. Тие меѓународни препораки за спроведување на попис се донесуваат 5 до 6 години пред негово спроведување. Второ, тие меѓународни препораки треба да ги применуваат скоро сите земји кои што спроведуваат попис. Тоа значи, истите се донесени од страна на Обединетите нации на економскиот и социјалниот совет и од Евростат, од статистичкиот уред на Европската унија. Тие се донесени во 2015 година за сите земји што спроведуваат попис во 2020 и 2021. Истите се со методологија, стандарди, класификации и дефиниции кои што треба да ги применат сите земји во светот заради споредливост на податоците кои што се прибираат со попис. Истите имаат основни задолжителни белези кои што треба да се применат и белези кои што се за потребите на државата. Тоа значи дека тие меѓународни препораки што ги донесува Обединетите нации ги задолжува сите земји во светот да истите ги применат, односно да спроведат попис. Кои се клучните параметри што се потребни да ги имаме за стандардна методологија? За стандардна методологија клучите се попишува население, домаќинства, станови и земјоделски стопанства. Прво, население се прибираат податоци за севкупното население кој што живее во земјата и кој што постојано е присутно тука. Во дефиницијата за опфат на население стои за сите земји во стандардите следново. Сите жители на една земја кои што се наоѓаат надвор од земјата повеќе од 12 месеци не припаѓаат во вкупно население во земјата. Ние сега немаме точни податоци, бидејќи немаме и целосен опфат на нашето население што се иселува од земјава, ние немаме точни веродостојни податоци за населението во земјава. Зашто? Затоа што имаме само население по природен прираст. Иселувањето од земјава е многу слабо офатено во надворешните миграции. Впрочем, вие можете слободно да го коментираме дека само 141 државјани на Република Македонија во 2017 година се отселил од земја. Бидејќи е во најава оти на следниот попис нема да има графа за етничка припадност, дали тоа би било решение да спроведеме попис ослободен од политички притисоци? Па, видите, политичките притисоци биле секогаш присутни, меѓутоа реков тие треба да ги тргнат рацете од ваква статистичка акција, бидејќи статистиката не е политика. Статистиката е пребројување. И сите карактеристики кои што се прибираат. Најавата за прашањето дали ќе има во белезите и прашањата етнички карактеристики, односно дали ќе се изјаснат според својот етникум, е прашање кое што е отворено. Тоа ќе се реши согласно законот кој што се носи за попис. Според вас, што треба се државата да направи за да спроведе во 2020 валиден попис според меѓународни стандарди?
2020 година, која е предвидена за да се одржи овој попис, мислам дека е неопходен и исто така мислам дека овде треба да се вклучат релевантната институција која е Заводот за статистика со своите експерти, а исто така значи треба да се формира комисија со која ќе бидат вклучени сите актери кои треба да допринесуваат на овој попис, а исто така и меѓународни експерти, за да можеме да имаме една точна бројка со која вие рековте една лична карта на државата со број на граѓани кои живеат или резидентни се во Република Македонија, со која може значи да допринесува многу што ги напоменав и економски, и статистички, и други проблематични кои се појавуваат во наша држава. Можеме ли порано да направиме попис или ќе мора да чекаме до 2020 според вас? Па вака, мислам дека не е баш лесна операција со која може да се каже еве можеме за еден месец или за 2 месеца, ние зашто е толку тешко да вршиш еден попис. Мислам дека не е баш лесно. Прво кај нас знаеш поляризација на политичките проблеми која ние да се што нешто најдуваме и да го политизираме и тоа што не треба да се политизира, да бидат вклучени сите актери со кои јас кажав да не се политизира внатре. Исто така не е поентата да се достави политички лица за да го бидат во таа тело, него да бидат експерти и може да бидат и некој вклучен од политички партии, но што е експерт од таа област. Се најавува попис без графа за етничка припадност. Дали ова можеби ќе дестимулира некои етнички заедници да едноставно да го бойкотираат пописот? Ако бил проблемот во ова насока што вие ја потенциравте, без графа на етничка за да се изјаснат граѓаните, јас не го гледам и тоа некоја, како да кажем, проблем. Ние мораме да гледаме прво која е вистинска бројка што живее во Република Македонија.